Здраво на сите, можда најважното видео до сега од сите рикепи, заради една главна работа која што цело време ја повторувам и сега ми се случи претходната недела. Тоа е влијанието на психологијата, односно трейдовите што ги имаме направено у одреден ден, дека можеме да ги носиме како товар у наредниот трейдинг деј, дека тоа е најлошото нешто што може да се случи. Сега ќе ви ги објаснам низ неколку чекори. Прва работа е, имавме две трейдинг сесии, имавме сесија у средата, имавме сесија у четврток. Се у средата имав два лузинг трейдови, заради тоа што има фейкаут и е нормална работа да се случуваат такви ствари. Break and retest стратегијата на previous day high, previous day low, pre-market high, pre-market low, како клучни левели по кои што се водиме, има ниво на успешност од околу 70%. Тоа значи дека 7 од 10 трейда успешно ќе направат break и retest. Сега што е тука целата фора? У средата, двата трейди што ги направивме беа фейкаути. После тоа, после известно време, значи пола саат од како ги затворивме, се си продолжи школски како што требаше. И тука малце не ми беше угодно, заради тоа што баш двата трейда што ја ги имав отворено не завршија успешно, што не би требало да се случува, нели? Како сите трейдери што имат доста искуство и што работат на нивната психологија, у најголем дел од случаите не дозволуват да им се случи тоа, односно да си го однесат товари у наредниот ден. Мојот случај, од четвртокот, кога започнав, првото отварање на неколку минути после отварање на берзата имаше перфектен случај на Palantir, на тука, можете да го видите, на break и retest, сега ќе ви зумирам. На break и retest на pre-market low, гледате тука. Погледнете сега, ќе го пуштам, само да го исклучам звукот, ќе го пуштам да видите како се одвиваше. Единствената работа беше што SPY QQQ се движија накај сапорт линија, меѓутоа само секунда. Еве, тука го проверувам, ставам го на 2 минути Palantir. SPY, гледате, SPY се движи накај pre-market low. QQQ се движи исто накај pre-market low. Тука му е pre-market low на QQQ. Сега тука коментирам дека одбива. Дека има шанси да одбие. Значи прави reject успротивна насока за put option. Успешно одбива, уште една свеќе пробува, намалува се волумено, продавачите пасе у предност и погледнете ово перфектна свеќе за влез тука со стоп лос над pre-market low. Која ми беше на мене менталната блокада во овој трейд, и тоа го зборам и на лайв трейдинг. Дека толку многу пати се направи фейкаути што сега не ми е комотно да го отварам трейд. Palantir перфектно се продолжи до долниот левел, после тоа го проби долниот левел, гледате, пробува да ретестира, продолжува, отиде скроз доле до previous day high. Значи, страшен трейд, страшен сетап. И сега, после тоа, на чарто под Palantir, тука е веќе Тесла. Тука е смена, сега ќе го вратам назад. Ево Palantir. Значи Palantir оде до 150. Умеѓу време, со Robinhood се случува слична работа. Ствари, ово е Iron прво. Еве го Robinhood. Тука е. Break, retest, продолжува да паѓа надоле, кога SPY исто прави rejection на pre-market low, QQQ исто прави rejection на pre-market low. Значи, ја тука имам два испуштени трейдови, едноставно имам ментална блокада заради претходни фейкаути да не посегнам да го направам истиот. Што е целата поента со нашата стратегија? Значи, независно од исхода, ние си одеме по стратегијата и ако ја правиме доволно пати, на крајот ќе имаме високо ниво на исполнителност, односно ќе го стигнеме тај некаде 70%
процентна нереализација. Ја дозволив да ми влијае тоа и сега гледајте од едно од друго како се прави ланец ефект. Уствари, пропуштам Palantir, пропуштам Robinhood. Се у целата ситуација ми се појавува FOMO. Чувство дека ги имам пропуштено трейдовите и сега веќе гледам и на не толку добар сетап да улезам у трейд за да надокнадам за изгубеното. И тоа е најлошото нешто што може да се случи. Најдоброто сценарио тука што ќе беше, значи да сванам колку ми влијае, а не да се осеќам должен, поготово заради тоа што со други студенти, и да речам нема да отварам заради тоа што психолошки не можам моментално да го стварам ово и нема да донесам разумна одлука. Значи тоа е главната работа тука. Сега, што правам у меѓувреме? Имам уште 2 трейда три уствари да ги изанализирам, да ви кажам кој ми е било целото размислување. Значи прво го имаме тука SPY задржува при market low, QQQ задржува при market low и гледам дека AMD тука се боре малце под при market low да одбие. И викам, окей, тука ќе скалпирам ако има памп на SPY на QQQ. Значи AMD ми е валиден да го скалпирам тука. Поготово после оваа свеќа. Ама, гледате дека улавам тука уште не е исполнета свеќата, имаме претходен rejection, тука не е исполнета свеќата, ја веќе улавам. Значи, до тај степен не се водам до мојо сетап, уствари точните чекори. Значи, што сакам? Убаво задржување, па ретестирање на волумено, у никој случај да не ми го пропие сапорт левело, да се намале волумено и после на наредното пукање да си отворам трейд. Ја го отварам пред време, окей изгледа, и отварам, добрата работа што отварам само еден. Викам, ќе одам со мала позиција заради тоа што ми е ризично. Кога гледам дека испунува една свеќа и веќе втора почнува да полне, викам, окей, ја да не го испуштам ово, дуплирам ја позицијата и тука е целата грешка за тоа што не беше најдобар сетап првиот пат. Еве, и сега почнува. Reject, црвена свеќа. Единствено нешто добро, уствари втора добра работа у целата ситуација, што се задржам до стоп-лосо. Кажав, ако ми испуне црвена свеќа под левел, излавам. И излавам од трейдо на некој минус 19%, што ми е тука у нормалните проценти за стоп-лос на трейдовите. Значи, стоп-лос дело, окей, супер екзекуција. Сета поправичен, не баш толку добро. И сега, гледате тука минус 18 запирка нешто, го затварам, минус 19 ми го дава у трейд зела. И AMD продолжува со реджектите надоле. И сега, како ќе ги видам Palantir, Tesla, Robinhood, AMD дека продолжува. Втор дел FOMO, викам, окей, ја морам да најдам некој трейд, не е возможно сите овие да ги имам испуштен. Вториот трейд, што го наоѓам е Google. Првично, иако изгледа како добар, ова е Google. Кога ја видов оваа свеќа, гледате каков ричек прави. Тука, кам окей, ако продолжи со sell pressure надоле, ако ми појави малку црвена свеќа со надолен волумен, ќе влезам у трейд, ама погледнете колку далеко ми е од стоп-лос. Не е баш најидеалниот сетап, подобро, затоа што ова е многу брза свеќа и тешко е да се фати. Ја веќе тука, ризико ми е entry point. Ја тука отварам, гледате, тука отварам. Многу ќе беше различно, тука да одбиваше неколку пати, ќе покажам после како ќе се одвива тоа, па да отворам на 314-ката место на 313-ка. Иако, окей, вака окей изгледа. SPY боре се тука да задрже над QQQ, очигледно одбива неколку пати. Гледате се. Google одбива, ама задржува тука low of day. Проверувам на неколку таймфрейми, задржува на low of day, пробува тука да пробие 0, плюс 5%, минус 5%, така ми се движе контрактот, тука можете да видите на оваа страна. Гледам ги Palantir, Tesla, меѓу време гледате дека ми е фокус. У другите трейдови што ги имам испуштено, значи катастрофално мајндсетски. И сега, што случува со Google?
Google веќе ми оде горе, почнува полека да ја прекршува структурата и више тука минус 15% сум, спремен сум да полека да излавам, иако QQQ, гледате, школски rejection прави. Погледнете, школски rejection, SPY нема баш добар волумен удело на задржување. Да видите сега што се случува со Google. Минус 13%. Тука викам, ако ми испуне свеќе, нема да ми се свига, ствара една свеќе, веќе улава у VWAP, почнува да пуне, и тука веќе сум окей, ќе ја затворам. Што е утката у целата работа? Погледнете. Сега ќе ви покажам. Значи, ја тука затварам пред да ми пробие стоп лос левел, што е при маркет лоу. Значи, затварање на свеќе над 314,5 би било најдоброто сценарij. Меѓутоа, заради тоа што отворив толку далеко, веќе не сум комотен поголем процент минус да ми оде трейд. И погледнете сега што се случува. Rejection. Ево. Погледнете колку свеки реджектира. 1, 2, 3, 4, 5 свеки на 2 минути. Значи 10 минути пробува да го пробие, да се каче над 314,5 и очигледно одбива. Тука се намалува волумено и веќе оваа свеќе кога почнува да ја полне, тука е според мене идеалниот entry level за разлика од ово тука. Значи гледате колку разлика. Цел $1 у поглед на цената на акцијата. Тоа е огромен. Значи стоп лос е автоматски многу помал, уствари ризико што се спремни да го земеме. Take profit, зоната е до доле, гледате колку повеќе простор, значи автоматски асиметричен имаме тука 1:6 имаме, risk reward ratio, entry point ни е одличен, SPY QQQ веќе имат clear downtrend за надоле. И Google после ќе продолжи да оде надоле. Сега, меѓувреме, више сум помирен, имам 2 лоса, правилото ми е 2 лоса и тоа, и викам само ќе отворам еден, за да го скршам овај лошиот моментум што го имам на лоши трейдови, на неуспешни трейдови. Викам, веќе ми гледам чист rejection на SPY и викам ќе отворам SPY само со 1/5 од стандардната позиција што ја отварам. Заради тоа што SPY взимам за утре, истеко е многу помал, цената на контрактот е исто многу помал. Погледнете со SPY што се случува. SPY отварам тука. Ево. Значи имаме одбивање второ и веќе имаме црвена свеќа поголема од зелената и викам окей, отварам. Последен трейд, многу мала позиција, стоп лос ако затворен над при маркет лоу и оставам да се движи. Погледнете. Значи ќе отиде некој. Не ми е ни важно тука колку ќе отиде у плюс или било што, важно ми е само да го скршам лошиот циклус. Тоа ми е единственото нешто. Ствари дека мојата стратегија е валидна. Плюс 20%, плюс 30% не взимам профит, не ми е ни важно. Плюс у некој момент ќе дојде на плюс 30 и нешто и взимам профит кога имам враќање со голема зелена свеќа, взимам профит на плюс 17, плюс 18% и тоа е тоа. Да сумирам. Психологијата како најголем фактор при одвојувањето на добри, конзистентни трейдери од не толку добри трейдери. Тоа што не го носат товара од средата у четврток, ова е мојот случај. Значи, не значи дека у средата ако има фейкаути, ќе продолжат и у четвртокот, како што се испостави дека не е така. Значи немаше фейкаути у четвртокот. Дури да има, ако стратегијата е валидна, ако има 70% win rate, само е прашање на време кога ќе улезе, ќе го фанеме добриот моментум, ако се држиме до A plus entry, A plus execution. Значи, ако поентата беше, ако го гледам Palantir дека ми е доаѓа на мојот сетап, отварам и не ме интересира што се случувало вчера. Take profit ми е дека што ми е поставен, стоп лос дека ми е поставен и тој школски си одам по тоа, а не да дозволам заради тоа што вчера ме фекнал 2 пати, денеска да не го отварам, пошто може денеска е баш тој ден што ќе ми го не само
врате профитот туку да направи повеќе заради тоа што профит фактора е поентот да биде поголем од лос фактора. Така да гледав па у 15 минути да ви направам брейкдаун на точно како сум размислувал кои трейдови и лекциите што можам да ги научам. Исто ово е многу полезно за мене, а надевам се дека и полезно за вас да можете да направите подобри одлуки во иднина. Се гледаме наредна недела.